Ќе говориме за времето денес, се смени времето, но и темата е времето. Времето е една многу така нејасна, но многу реална категорија. Многу изреки има во врска со времето. Може би најчесто користената е дека времето лета. И со таа изрека обично се користи кога нешто брзо поминува, но всушност таа изрека сака да укаже на минливост, брзината со која се одминува времето. И таа вистина човек ја осознава се повеќе како што му поминуваат годините. Додека е помлад, настанете од минатото му изгледаат како далечни, како вечности да поминале, а колку што повеќе старе, нештата му изгледаат како да се случиле претходниот ден, како да беше вчера, знаеме да кажем. И како што и вие ќе стареете, ќе видите колку има вистина во сето тоа. Колку што повеќе одминува времето на човекот на земјата, толку побрзо поминува. Или како што некои знаат да кажат, ролната тоалетна харта, колку ролната е помала, толку побрзо се одмотува. Колку што помалку не останува време на земјата, тоа време побрзо истекува. И затоа луѓето гледаат на времето како на еден мистериозен непријател, реален, но пак не можеме да го објасниме. И Августин во неговите исповеди, кога говори за времето, го поставува риторичкото прашање што е време и одговора, ако некој не ми бара да објаснам, знам што е време. Но ако некој побара да му објаснам, нема да знам. Зашто свакиме дека реалност, ние живееме во времето, но пак не можеме да го објасниме, посебно релативноста на времето. Но оно што го знаеме јасно е дека времето е реално. Ние сме во тоа време, дел од времето, времето носи работи. Знаеме дека времето никој не чека и тоа е една од изреките кои се користат. Времето никого не чека. Дојде служба за 11 часот и оно што не дојде, не го чека времето. Времето никого не чека. Се смени времето и се оди според новото броење. И никого не прашува времето. Се случуваат настани без да не праша времето. Дали сакаме да се случи? Не прашува дали да продолжи понатаму. Времето си тече. И затоа луѓето бидејќи се чувствуваат како носени буквално од немилоста на времето, се чувствуваат како некоја сламка во една бујна река, чија струја носи сламката, така и ние сме носени од тоа време, од бурите во времето, и тоа остава. Гледаме само како, дури ако не го разбираме, ги разбираме последиците. Гледаме како, добро, еден преведувач е доволно. ме расева стварно, се извинувам, јас само да, добро, кај ќе гледам, вака ќе се стане. Ова, што сакав да кажем, за времето зборев нешто, времето. Времето остава траги. Тоа може би највидливата манифестација на времето е трагите што ги остава на нас. Ги остава на нашето тело, душата ги остава на косата насекаде, во нашите спомени. Меѓутоа, за христијаните знаеме времето е благослов, како што вели Давид, сите мои денови, Господи, се во Твоите раце. Тоест, со други зборови, времето е од Бог. Бог го дава времето и не само времето, се што доаѓа со времето е од Бог. Сите нешта. Или, така накратко кажано, нашето време всушност е Божјо време. И нештата кои доаѓаат во животот се Божи нешта. Или нашиот живот, кој што се мери со време на земјата, е Божиот живот за нас. Нашиот живот е Божиот пат. Кажем според библиска терминологија. Патот или пат е една од сликите која Библијата го користи за нашиот живот, животен пат. И затоа голем предизвикот навистина нашето време да биде Божјото време за нас.
Навистина патот кој го одиме да е Божиот пат. Нештото што ги правиме да бидат Божите нешта за нас. Зашто во животот постојано ќе се соочуваме со предизвик да следиме некој друго време, да следиме некој друг пат, да следиме некои други начини за живење. Патишта кои ќе не оддалечуваат од животот што Бог го има за нас. И го кажам сето тоа бидејќи текстот што го разгледуваме предупредува на мудрост и не само Библијата содржи многу текстови кои предупредуваат за мудро користење на времето. Предупредуваат за мудро однесување времето што Бог ни го дава. Христос овдека во овој текст ќе видиме во разговор што го има со своите браќа по тело, го разграничува неговото време, моето време и вашето време. Прави дистинкција меѓу моето време и времето, неговото време и времето на учениците. Неговиот пат, неговиот начин и патот и начинот што го предлагаат учениците, гледај според своите човечки, вака светски погледи. И тој пат, тоа време, но негово време, што ќе видиме, носи многу нешта кои другите не ги очекува, многу нешта кои не беа по вкусот дури на неговите телесни браќа. Но беа тој Божи пат, тоа време што Бог, Отецот го имаше за Христос. Видов минатиот пат, неговото време, вклучи отфрлање од толпите. Тие го напуштија на крајот на 6 глава. 7 глава почнува со исказот на Јован дека во Јерусалим го бараат да го убијат. Овде ќе видиме и неговите браќа се тргнаа од него. И на крајот Божјото време ќе го одведе Христос на крстот. Тежок пат, но тоа беше вистинскиот пат. Тоа беше Божјото време. Ајде да видиме како Христос ја развива, или како Јован ја развива таа тема, уште на почетокот на 7 глава. Значи, завршивме со 6-та, настанот кој го опишуваше Христовото чудо на Галилејското езеро, проповедта кај Капернаум, заврши со напуштањето толпите, и сега Јован го започнува 7 глава со описот дека Исус одеше по Галилеја, не сакаше да оде во Јудеја, зашто таму старешините сакат да го убијат, и во исто време пак се приближува јудејскиот празник Сеници. Во 6 глава Јован, говорејќи за настанот на Галилејското езеро, објасни дека наближува Пасха, а сега наближува Сеници. Што значи дека меѓу 6 глава, крајот на 6 глава и 7 глава има период од некаде 6 месеци. Ако Пасхата се случува околу месеците март, април, Сеници се случува некаде септември, октомври. Тоа е есенски празник. Пасха е пролетен празник. Јован ги пропушта тие настани што се случуваат во тој период од 6 месеци. Сега сме кажале повеќе пати дека евангелијата не се биографии на Христос. Кога апостолите седнуваат да пишуваат евангелија, тие немаат намера да го опишат животот на Христос, туку проповеди, служења, настани кои служат на идејата на авторот. Јован овдека, во тоа евангелие го представува Христос како Месијата, Синот Божи, и преку верата во него се добива вечен живот. Зато тој ги скока за да премине на настаните кои случуваат во Јерусалим на Сеници, тоест на шатори, празникот шатори, и повторно една долга проповед ќе видиме во 7 глава. И темата тука е малку поинаква од онаа што беше во 6 или она во 5. Во 5 глава проповедта беше во Јерусалим, пред фарисеите, во 6 глава проповедта е пред галилејските толпи, тука во 7 глава ќе видиме на проповед во храмот, повторно пред старешините, пред народот, тука веќе имаме диаспора. На празникот се дојдени евреи од секаде и Христос проповеда пред нив. Во сите тие 3 проповеди има некаква основна тема. Значи, тие 6 месеци Јован едноставно ги заокружува со една изјава. Одеше Исус по Галилеја.
Ако некој сака да види што точно правеше Исус во тие 6 месеци, може да прочита Марко 7, 8, 9 глава. Таму по-детално тој ги опишува тие служења. Но оно што го знаеме, или оно што сака да ни го каже Христос, Марко е дека Христос продолжи да служи во Галилеја. И тоа што може да го видиме и во Марко е дека неговата популарност веќе опаѓа. Го напуштија многу, сите ученици остана 12 апостоли, толпата си тргна од него и Христос го продолжува своето служење во Галилеја како во тоа време еден локален, да кажеме, равин. Локален јудејски равин. Оди од место на место и проповеда. На тоа се следува негово служба. Нема многу чуда, има проповеди. И а причината пак зошто тоа останува во Галилеја, Јован вели, е бидејќи е опасно во Ерусалим. Таму го чекат фарисеите да го убијат. Не само фарисеите, првосвещениците, духовната елита. Последното патување на Ерусалим беше во 5 глава и тоа пак на некаков празник. Зошто сакаат фарисеите во Ерусалим да го убијат? Те уште ја помнат последната средба што има во 5 глава. Таму Христос беше на некаков празник, не ни кажува Јован каков бил, или е Пасха и 50-ници, тоест напред, или е Сеници. Тие се трите големи празници. Ако бил на Пасха, тоа значи дека веќе поминало 1,5 година од како Христос не одел во Ерусалим. Ако било Сеници, значи 1 година. Како е долг период. Христос имаше остар конфликт со фарисеите, на кој што тој јасно ја покажа својата божественост, еднаков е со Отецот, нели? И фарисеите го разбраа тоа и затоа сакаат да губят, зашто како што нели они самите велеа се прави еднаков со Отецот. И сега наближува Пасха, Сеници. Една, така да кажеме, по причина тој пак доди во Ерусалим. Сеници е еден од трите големи еврејски празници. Во Второзаконие 16 глава, според Мојсеевиот закон, евреите се задолжени да празнуваат 7 празника, од кои 3 се задолжителни за мажите или еден од тие 3 да одат на поклонение во Ерусалим. Пасха, Педесетница и Сеници. Сеници, иако ако Пасха, така да кажеме, најголемиот празник, Сеници е најпопуларниот празник за евреите. Најпопуларен во смисла, најбогат бил во обредност и најмногу си го сакале. Тој им бил така интересен празник. Зашто доаѓале од целата диаспора од секаде во Ерусалим. Тој е празник на кој имено, инаку, бидејќи се паѓа календарски крајот на летото, есента, кога веќе се е собрано од нивите, тие благодарат на Бог за жетвата што им е дал. Благодарат за храната што им е дал за наредниот период. Меѓутоа, во основата на празникот е потсетување на патувањето во пустињата, кога нивните предци немале ниви, не сееле, не жнееле, а Бог пак се грижал. Им давал храна од небото. И затоа тие, кога се собирале во Ерусалим, за тој празник, оние што живееле во Ерусалим, во нивните дворови или таму каде што имале можност, правеле кукички од слама, од гранки, од дрва, а пак тие што доаѓале во околината на Ерусалим. Така да целиот околината била запоседнувана од поклоници кои доаѓале од секаде, си правеле такви кукички и 7 дена живееле. Тоа е најдолгиот другото празник. И секоја вечер, тоа секој утро прво, кога останувале, поливале вода, за да им оди по вода денот, не, поливале вода да се подсетат како Бог во пустинето, кога биле жедни нивните татковци, немало вода, Бог на чуден начин ги обезбедил со вода. Навечер палеле огнови, за да се подсетат како Бог ги водил во пустината предците со облак преку денот и ноќен столб во ноќите. И тој празник имал во исто време и месијански елемент. И тоа е важно, тоа е месијански елемент во празнувањето, е важно понатаму да го имам во предвид проповедта што Христос ќе има во храмот. Во еден момент ќе се постави прашањето за идентитетот, потеклото на Месијата. Како може ова да е Месија, кога знаеме од кај доаѓа?
И ќе збориме за тоа, нели, кога ќе почнеме да редуваме проповедта. Во храмот се појавува Месијата на сеници. И таму говори Христос за својот идентитет и неговото познавање. Инаку на сеници, значи, дел од тој фолклор на празникот било искажувањето на месијанската надеж за доаѓањето на Месијата, со кого јудеите во Месијанското царство заедно ќе го празнуваат празникот Сеници. И така, да, ние не празнуваме Сеници, зашто законот не е за нас во таа смисла даден како за евреите, но ни учиме од сите празници, учиме од целиот Цар Завет и учиме од овој празник како Бог се грижи за нас. Бог е тој кој се грижи за нас, како што се грижеше за евреите во пустината, како што се грижил за Божиот народ во Стариот Завет, Бог се грижи за нас и денес. Тој снабдува, тој дава жетва, тој наситува жетта на човекот. Тој се грижи. И таа вистина, таа обредност на празникот, Христос се вклучува во неговата служба на празникот и додека е со учениците, тоа е со браќата, и потоа кога ќе замине во Ерусалим, целосно, послушно, следејќи го Божјото време. Имаше, така да кажеме, слух, осет за Божјото време. Божјото време, Божјиот начин во кој тој ја планира службата, ја извршува службата. Зошто на Божјиот пат, пак ќе кажам, кога нашиот живот е на тој пат, времето што тој го одредил за нас, начините на кои што ние треба да ги правиме нештата се клучни, за да го имаме тој благослов, да го живееме животот со Бог и да ги гледаме плодовите од животот со Бог. Ајде, значи, тоа е прво, Јован, значи, на самиот почеток во првите стихови 2, ни го дава контекстот, во кое време се случува тоа. Јован во тој поглед е многу прецизен. Значи, тој сака да представи теологија во своето Евангелие и затоа ги вклучува и тие детали, во кој период од годината е, кој празник се празнува. Сето тоа ни открива нешто за самиот Христос, неговото месијанство, неговата божественост и неговата мисија за спасение на човекот. Така, веќе знаејќи во каков контекст, во каков момент се наоѓаме, во Евангелието според Јован, продолжува да раскажува. И, неговите браќа доаѓаат кај него и му го канат да одат заедно на празник во Јудеја со една причина. Тие му нудат, така да кажеме, еден начин како тој да почне да се ја враќа славата, која оди надолу во Галилеја. Но она што Јован уште на почетокот го истакна, браќата негови и ги разграничува јасно од учениците. Тие не се негови ученици, дури завршува 5 стих, кажувајќи дека тие не му веруваат. Браќата не му веруваа на Христос, неговите браќа, оние со кои што тој пораснал. И неговите браќа го следат, ја следат службата на Христос. Веќе Христос доживеа, така да кажеме, дебакл во Капернаум, кога си тргнаа толпите од Галилеја од него. Се одвратија. И веќе не се вратија. Христос патува низ селата во Галилеја, низ градовите, меѓутоа, според преку погледот на учениците, на браќата, има опасност дори тие што останали тие да го напуштат. Ако тој продолжи така, само да проповеда. Затоа му дават предлог, му велат, ти имаш потреба сега да се, така да ја засилиш, малку со пропаганда, правиш чуда, треба да правиш. Има ли подобро место и подобра можност од тоа, од Ерусалим, еден празник на кој што доаѓаат луѓе од секаде. Еве ти можност да се ја повратиш славата. Тоа е предлогот на учениците. Ако пробаш да се криеш овдека во овој галилејски села, ништо, ќе пропадне целата служба. Затоа, немој тајно тука, оди направи нешто јавно, покажи се пред светот.
Градот ќе е полн со поклоници, од целата Римска империја ќе дојдат таму, од цел свет, така да кажеме, современо. Не само од Јудеја. Убава можност да се прочуеш. И оние што не чуле од тебе, зашто мнозина од тие што ќе дојдат никогаш не чуле за Христос, убава можност сите да слушнат за тебе. И таа логика на учениците е во ред, човечка логика, така луѓето размислуваат. Но преку целото време ние гледаме и Јован и другите евангелисти, јасно кажуваат дека верата, Словото го кажува, не доаѓа верата од чудото, тоа доаѓа од Словото. Самите браќа на Христос се пример за тоа. Не верувам дека браќите не виделе чудо на Христос. Па тие живееле со Него. Тие биле сведоци на Христовите чуда. Луѓето во Галилеја не го напуштија Христос затоа што тој не беше извршил доволно чуда. Па пред случката со лебот и рибите, заклучокот е дека тој многу чуда изврши за таа една година во Галилеја. Лекуваше, хранеше, ослободуваше. Многу чуда. Самите браќа на Христос се потвара дека не чудата доведуваат до спасение. Браќата на Христос, неговата фамилија, сметам дека се најпривилегираните луѓе од целата човечка историја. Тие деца, кои потоа станале мажи, има можност да живеат од своето раѓање, да живеат со Христос. Ако не ги земеме оние легенди дека тие се доведени браќа, дека Јосиф од некои предходни браќа, факт дека тие кога се родили, Исус веќе бил во фамилијата. Тој е најстариот брат во фамилијата. Тие го имале најдобриот, најстар брат во фамилијата. Во историјата на човештвото. Тие имале можност да ги гледат и чудата потоа, да ги слушат неговите проповеди, и пак пишува Јован, не му веруваа. Не му веруваа. Зашто верата доаѓа од слушање на Словото, а слушањето на Словото дејства во нас преку Духот по благодат. Тоа е вистината. И тука гледаме една многу предупредувачка поука, лекција, може да извлечеме, дека без дејството на Духот, благодатното дејство, дури и браќата на Христос не можеа да поверуваат. Дури оние што растеа цел живот со Него. Што да кажеме на надежта која имаат луѓе и е вкорената на фактот дека тие се родени во христијанско семејство, поку родители кои верувале во Бог, оделе на црква, се молили така натаму. Да, голем благослов е тоа, благодат е тоа од Бог, меѓутоа само по себе тоа нема води до спасение. Сето тоа без дејството на Духот по благодат, без вклучувањето на човекот активно по молитва, таа благодат да дејства во него, да бара од Бог тој да ја вршува промената преку Светиот Дух, ништо не користи. Ако тоа важеше за браќата на Исус, колку па важи повеќе за секој еден од нас. Сеќавате кога говорејќи Христос, некојата му рече, блажна отробата што те носила и градите од кои се хранал, Христос како одговори? Навистина, јас велам, блажни се не отробата што ме, не градите што ме хранеле. Блажени се оние што го слушаат Словото Божјо и го чуваат, оние кои во срцето го складираат и живеат според тоа Слово. Тие се блажни луѓе. Го слушаат Словото и го живеат. Така да Христос целосно отвори таа земна врска, тој телесен човечки начин да се добие духовен благослов. Со тоа тој отвори надеж на сите оние кои преку Марија се надеваат како блиска на Христос да добиваат благослов. За нас луѓето е својствен непотизмот, да се надеваме на роднинските врски, на пријателските врски. Кај Бог нема непотизам. Таму дејствува Светиот Дух по благодат. Човек треба да се надева, да го бара, тоа дејство. Тој да го гради тој однос, тој живот со Бог и да ги гледа плодовите од животот со Бог. Не.
Но да се вратиме на советот што го дадоа браќата на Господ, кој, пак кажам, представува искушение да се следат патиштата на светот. Тие негови браќа кои не верува, и Христос ќе им каже: вие сте си од светот. И вие сте си со светот. И вие го правите она што на светот му се допаѓа. Начините кои што тие ги понудија, времето кои што тие го понудија, нема никаква врска со самиот Бог. Со Божјото време, Божите начини. Така, тоа е еден повик кон човечката гордост, повик кон желба за популарност. Христос не дојде за да биде популарен. Христос не дојде да се прави пиар. Христос дојде да ја каже вистината на луѓето. Зашто вистината која спасува. Тоа беше единствената негова намера. И во сето тоа тој го следеше Божјото време, Божите начини. Целосно ја вршеше волјата на Бог. И сега кога тука натаму кога ќе почнеме да говориме за Божјото време, моето време, тоа е пак кажано во контекст на неговата целосна покорност во извршување на Божјата волја. Јас дојдов да извршам волјата на мојот Отец. Се што правам, го правам според волјата на Отецот, на начинот, на времето што мојот Отец го бара тоа од мене. Ајде да видиме како им одговара. Им вели: моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно, секогаш одговара. И тоа веќе дефинира што значи време, Божјото време. Кога Христос вели моето време не е дојдено, не мисли на крстот. Често пати во ова Евангелие, посебно во Евангелието според Јован, Христос говори за мојот час. На свадбата во Галилеја го кажа во 2 глава, кажа во 12 глава кога беше воскресението на Лазар, во молитвата мојот час, прославиме така натаму, и во сите тие ситуации користи зборче специфично хора, значи час, значи момент. И сегаш кога говори за крстот како момент во кој тој ќе се прослави, го користи тоа зборче хора. Зашто зборчето хора говори за конкретен час, конкретен момент, одреден настан кој треба да се случи. И кога говори за неговото прославување, неговиот час, тој мисли на крстот. Но овде тој го користи зборот каирос. Каирос кој што одговара на она што е крајот на 6 стих, погодно, соодветно, така да кажем. Или во теологијата зборот каирос означува соодветно, погодно време. Време во кое што се исполниле услови, во кое што околностите одговараат да се случи нешто. Соодветно време, добро време. И ние знаеме да кажеме време е за нешто. И не мислиме конкретно на миг некаков, туку говориме за период. Овој период е добар за тоа. Така да кога Христос вели не е моето време, тој нема во предвид не е сега да одам на крстот, туку не е моментот сега да одам во Ерусалим, заедно со вас. И кога говориме за каирос како соодветно време, тоест Божјо време, мислиме и на начините. Мислиме на нешто што Бог го има како план да направи на неговиот начин, во неговото време. Например, тој збор каирос е употребен и од Павле во Галатјаните 4 глава 7 стих, кога вели, тоа е 4, кога се исполни времето, и пак е тука каирос, Бог го испрати својот син. Или збор што се исполни, пак е оно кога беше погодно времето. Бог го испрати својот син, соодветно време. И кога говориме за каирос како време, во библиска смисла на зборот, мислиме на време во кое што Бог во својата контрола, сувереност, ги доведува факторите во некаква синхронизација, за да соодветствуваат, да помагаат да се изврши неговата волја, она што тој го планирал. Например, за доаѓањето на Месијата, тој го подготви времето, да биде добро време, да содейства тоа време да се извршува
неговата воля преку службата на Христос. И ако се направи една историска анализа на тоа време, навистина се гледа дека сите фактори Бог ги подготвува. Дури инфраструктурата, дури и патиштата да помогнат за ширењето на Христовото Евангелие. Јазик универзален. Империја која по својот карактер е единствена до тој момент. Една политичка заедница која говори за едно царство, припадност кон едно. Сите фактори Бог ги доведува, и духовни, и религиозни, и филозофски, и социјални, економски, политички, да работат, да соработуваат за Христовата служба и ширењето на неговото Евангелие биде максимално успешно. Тоа е Кајрос. Христос вели, не е времето, додам јас сега во Ерусалим. Но ваше е секогаш времето. Зашто вие не се сообразувате со Божјото време, со соодветното време на Бог. Така да, овдека, всушност, кога говори за Божјо време, мое време и така натаму, Христос говори за време кое што е во контролата на Бог. Тоест, времето секогаш, уствари, е контролирано од Бог. Времето не е случајност, времето не е судбина. Времето е контролирано од Бог, времето е алатка во раците на Бог, со кој ги води на станите. Тоест, движи се да се случува за Негова слава и за добро на Неговиот народ. И таа вистина всушност за Божјата контрола. Кајрос е Божјото време. Контролата, управувањето на Бог со времето. И тоа не води до рамнодушност, апатија, да си кажеме, сега Бог го раководи времето и ние ќе чекаме сега што да се случува, или пак не значи во никој случај и фатализам. Ние не решаваме, Бог решава, затоа се препуштаме фаталистички, што ќе донесе времето, ќе донесе. Напротив, знаејќи дека Бог ги подготвува нешто, дека Бог ги контролира сите тие нешта така натаму. Ние сами почнуваме да бараме всушност, да бараме како да влеземе, да се молиме мудрост да ни даде Бог, да се вклучиме во тоа време. За да во Неговото време ги извршиме на Божиот начин нештата што Тој ги сака, за да се прослави Тој. Тој да изврши својата воля. Знаејќи дека ништо не е случајно, дека не е судбина, она што го раководи нашиот живот, ние сакаме да се вклучиме, зашто има цел. Тоа го осмислува всушност нашиот живот. Нашето време не е празно, нашето време не е безсмислено, нашето време е движено од премудриот Бог. И ние ја бараме Неговата мудрост да се движиме заедно по патот што Бог ни го дал. Времето, Божјото време, да се извршува во нашиот живот. Зашто тоа, единствено тоа има некаква суштина. Единствено тој живот е важниот живот. Единствено таквото време е значено време. Тоа време носи, така да кажеме, вечна тежина на славата. И затоа Христос тука прави еден контраст. Моето време не е дојдено. Моето време е Божјото време. Вашето време е време кој се сообразува со светот. Вие секогаш може да отидете. Вие сте од светот, со светот, светот вас не ве мрази, јас го изобличувам светот за грев, светот мене, јас сум во служба на Бог, вие сте предпуштени на ритмот на светот. Вие се движите според светот. Затоа вашето време е незначително во тој Божи вечен план. Беззначително. Нема вечна вредност. Работите што ги правите не носат вечен плод. Но мојот пат, вели, е поинаков пат. И тоа е патот што Бог го има за Неговите деца. Нашите дејства и постапки да имат значење. А тие добиваат значење ако се во Божјото време. Ако го бараме Божиот начин за Божите нешта во времето кое е наше, но ни е дадено од Бог, тоа е Негово време. И тоа време носи вечна тежина на славата. Или времето ќе ни биде безсмислено, залудно, загубено,
зашто тоа е времето според движењето на светот, или пак нашето време ќе добие вечна тежина на славата, зашто е Божјото време. Го следиме Божјиот пат. И така Господ ги отврли нивните совети, се откажа да оди со нив. Христос не рече нема да одам на празникот. Тоа не го кажа во ниту еден момент. Тој рече со вас нема да одам на вашиот начин. Она како што вие ги замислувате нештата. Зашто сега си имам Божјо време на Божји начин. Не се раководам од вас. Се раководам според волјата на Отецот. И остана, тие се отидоа, остана сам. Знаете, откако сите го напуште, сега и браките го напуште, и отидоа зашто не му веруваа. Јас си мислам што ќе се случише ако тие кажа, чекаме, тој знае повеќе од нас. Кога тој вели дека не е неговото време, значи дека не е времето. Ајде да останеме со него, па да видиме што тој ќе прави. Тие си тргнаа и го оставија, зашто не му веруваа, си тргнаа. Си мислам што ќе се случи ако остане. Тоа е хипотетички, не можеме секој такви прашања да поставаме, но правилно да се каже, што ме така да следиме тебе. Ти го имаш најдоброто време. Ти ги имаш најдобрите решенија. Но Христос како и да остана сам. И тоа често пати води решението да се следи Божјото време. Неговиот пат. А тој пат често пати е пат на усаменост. Не е популарен. Малкумина се по тој пат. Малкумина го следат Божјото време. Мнозинството го следи она што е популарно во светот. И така остануваме сами, но не навистина сами. Сме со Бог. Знаете, Христос најдобро од сите што живееле на земјата, најдобро разбира што значи да се биде сам, што значи да останеш сам, е Христос. Тој остануваше многу пати сам, тој на крајот беше сам. Дури во еден момент гледа како е напуштен заради гревот од Бог, што значи дека не се кине таа врска меѓу Отецот и Синот која е вечна, но тој во таа човечка природа на која што беше натоварена гревот, тој остана сам. Сам. И Христос ги помина сите тие работи, за да имаме ние првосвещеник кога се може да се чувствува со нас. И нас не поставува во такви ситуации, честопати, за да и ние можеме да сватиме и да се поистоветиме, да се чувствуваме со луѓето кои ќе се најдат во таквите тешки ситуации. И Бог ни дава помош, кога решаваме да останеме на Божиот пат, во Божиот план, на Божиот начин, да вршиме Неговата воля. Увереноста дека колку не сето тоа да е смешно за светот, глупово и така натаму, нашата постапка има вечно значење, носи вечна слава. Секогаш кога сме во Божјото време, на Божјот начин, Божјот план, кога го вршиме она што Словото ни го открива, тоа носи еден подреден живот. Знаете, светот дава хаотичен живот. Бог во својата контрола на нашите животи не дава среден, подреден живот. Може да влегуваме во секакви опасности и искушенија, може да поминуваме низ трагедии, но во секој случај тоа е подреден живот, зашто се што е од Бог е во хармонија, во подреденост. И така, што му отидоа браќата, пишува, тоа отиде на празникот, но не јавно, туку скришом. Тоа е разликата. Не со своите браќа парадирајќи. Тоа беше идејата на браќата. Да отиде да се појави во Иерусалим на бел кон и да го привлече сето свое внимание. Не, тоа отиде и тука немаме колебање, немаме двумење. Не се предомисли Христос. Во смисла, го викаа браќата, тој кажа нема да одам и после во момент тој почнува, вика, ма зошто не оди? Беше добро да одам. Не, тој знаеше дека треба да оди, сепак тој треба да го изврши законот како послушен на законот. Но не во времето кој и начинот, не е тоа каирос, не е соодветното, не е секогаш, како што неговите браќа сметаа соодветно тоа да го направи.
тргна, иако се оште беше опасноста тој да биде фатен. И тука гледа, но тој направи се да не го предизвика вниманието на фарисеите. Скри шумотите, чекаше соодветен момент да се појави во храмот и да ја каже таа проповед што ја кажа таму, да го започне тој диалог. Сето тоа го направи на начин да биде најмалку ризичен за него. Тој не се бараше, така да кажеме, опасноста, не се изложуваше народ така смислено на опасност. И тука имаме една лекција пак од неговиот пример дека не треба непотребно да се изложуваме на опасност. Не треба да се ја бараме опасност. Не треба да предизвикуваме опасности во животот. Како што многу пати се случувало во христијанството, бараме мъчеништво. Бараме светот да се сврти против нас, зашто тоа е правилно. Не, ние ако го проповедаме Словото, светот да ќе биде против нас, но ние ги предизвикуваме опасностите. Христос ги прати учениците во светот со советот да бидат мудри како змиите, но не злобни како гулабите. Да не предизвикуваат, но исто така нели да бидат кротки во својата служба. Не да се додворуваме на опасностите, но во исто време не по секоја цена да ги одбегнуваме, зашто во изборот, кога веќе опасноста е неизбежна, што ќе избереме, нели? Приоритет е послушноста кон Бог. Ако Божјата послушност налага и во опасност да направиме нешто, ние ќе направиме. Христос направи се да избегне опасноста, меѓутоа таа беше реална. И следниот стих веќе го кажа, тој ја опишува атмосферата во Ерусалим кога се собираат луѓето од секаде на празник. И тоа е идејата на тој последен дел што ќе го разгледаме од 7 глава. Веднаш не префрлува во Ерусалим Јован, тој е специфичен во својата динамика, интересен е со сцените што не ги дава, например во 5 глава, кога Христос беше во Ерусалим на голем празник, многу луѓе, и од сите многу активности што биле во градот за целиот тој период на празникот, мноштвото луѓе така натаму, тој зумира само едно делче од Ерусалим, бањата Витезда, еден човек таму, кој 39 години се мачи и чека чудо од водата. И од сите тие настани во Ерусалим, Јован се фокусира само на овој момент, на ова делче, го зумира, се фокусира. Така и овдека, од се она што се случува во Ерусалим на празникот шатори или сеници, тој ни го покажува расположението таму. Што она што го одбележува овој празник. А она што го одбележува тој празник е разговорите меѓу луѓето, поделбата која се појавува меѓу луѓето. И тоа на која тема? Кај е оној сега? Каде е оној? Многу луѓе отишле таму за да видат што ќе се случи со Христос. Нели? Малку понатаму ќе видиме кога тој ќе почне да проповеда, некои ќе кажат: абе нели требаше веќе да губиат овој? Цела година кажуваат, се закануваат дека ќе губят, уште не губиле. Некои овдека кажуваат, нели, добар е, друг велат, не бе ги лаже луѓето, една поделба. Целта на Јован е да ја покаже таа поделба. И во една таква поделба, во една таква хетерогена маса на луѓе, кои се од секаде дојдени, Христос ги застана во храмот да им проповеда. И тука, всушност, Јован ни кажа, во право беше Христос што така постапи. Зашто амбиентот во Ерусалим е таков. Поделени се луѓето. И Христос не доаѓа јавно, туку тајно доаѓа во еден момент само, се појавува во храмот да проповеда. Поделбата што одека се јавува беше најавена, така да кажеме, уште пред многу години, може 15 на години, кога Христос дојде со неговите родители и таму имаше еден Симеон, старец, кој го препозна Месијата и рече:
Ово е поставен за паѓање и издигање на мнозина и знак против кого ќе се говори. Тоа е оној на чија личност, така да кажеме, ќе се прекршуваат мисленијата на луѓето, ставовите. И единствената поделба, најострата поделба, не единствена, но најважната поделба, така да кажеме, меѓу луѓето во светот е околу личноста на Христос. Тоа е таа конечна, ултимативна поделба кој го дели човештвото. Човештвото на оние кои припаѓаат на Божјото царство и оние кои не се. До ден денешен, уште од тогаш, во Ерусалим, кога овие почна да се делат, преку целата историја до ден денешен, основната поделба на луѓето е кој е оној. Одговорот на прашањето кој е оној. И тоа со презире кажано кој е оној. Едни велат добар учител, како што велат добар е тој. Други велат не бе измамник е. Трети велат дека е од ѓаволот, зашто се прави дека е еднаков со Бог. Различни. Имало луѓе кои сакале да го убијат, имало луѓе кои се восхитувале. И денеска, и преку целата историја има луѓе кои сакале да ги згазат сите христијани, да го уништат целото свето писание, да не остане ни трага од Библијата на земјата. Има луѓе кои веруваат. За едни Христос е пријатната арома, за други Христос е мирисот кој води за смрт или смртоносен мирис. Се зависи од тоа каков е одговорот, кој е одговорот на прашањето за оној там, нели, за кого и дискутираа во Ерусалим. Причина за поделба. И единствениот начин на кој еден човек може правилно да го даде одговорот на прашањето за оној, за Христос, е преку Светиот Дух. По благодат. Пак се вратиме на учениците за кои Јован вели не веруваа во него. Си тргнаа на празник во Ерусалим без него. Но во делата на апостолите, 1 глава, 14 стих, после вознесението, кога учениците беа собрани, Лука кажува кои биле таму и додава мајка му и неговите браќа. Тие беа таму. Неговите браќа. Не вели некој од неговите браќа. Неговите браќа. 4. Ги изредува Марко, 4 се наброи. Јаков, Јосе, Јуда и Симон. Двајца од нив стануваат водачи на црквата. Јаков е водачот на Ерусалимската црква, си го дават животот за Христос. Двајца од нив пишуваат посланија. И како се случува тоа? Живеа со него, растеа со него, ги гледаа чудота и не веруваа. Но во еден момент поверуваа. Тоа дејството на благодата, Светиот Дух им ги отвори очите, ги оживе нивните души и тие поверуваа. Нивните, дури некој смета дека кога му предлагаат да оди во Ерусалим на начинот на кој што го предлагаат, смета дека тоа е напишано во формата на иронија. Тие се исмеваат со него. И тие кои што гледаат така на сето тоа, на крајот си го даваат животот за него. Божјата благодат го претвора на верувањето во верување. Нивните беззначени животи, тоа време за кое што вели Христос е беззначено, кај сакате одете, нема никаква важност тоа. Зашто ништо нема важност во Божјата вечност, во Божјото царство. Што е да правите, секогаш се може да се прави, секогаш е соодветно времето. Нивното време стана вредно. Нивното време стана дел од царството на Бог. Дел од тие застанаа и тргнаа по Божиот пат. И го искористија за Божја слава. Тоа може Бог, тоа е она што треба да го бараме всушност. Тоа е една од поуките, може би најглавната. Да се молиме Бог по неговата благодат, да ги оживува нашите срца, се повеќе и повеќе. Ако некој се уште не верува, да се моли Бог да покаже благодат, да го прати дејството на Светиот Дух кој го оживува Словото, кој се раѓа вера и посветен живот на Бог.
А ние што веруваме, да бараме копнеш од Бог, нашите мисли, нашиот живот, да се збогатува со мудроста на Словото, бидејќи Словото на Бог ја содржи сета мудрост што ни е потребна за живот. И таа мудрост да станува практична во нас, да ја разбираме и да ја пременуваме во молитва, Бог да не насочува, да не води, да ги извршуваме оние нешто што Бог ги има за нас како план на неговиот начин. Да бидеме во соодветното време, на соодветното место, да таму да ја вршиме Божјата воля. За тоа ни треба благодат. Бог да ни го дава преку неговото слово и неговиот дух како водство во нашиот живот. Зошто времето лета. Времето лета, не чека. Времето никого не чека, времето никого не прашува. Малку понатаму Христос ќе им рече на луѓето во овој празник, во оваа глава, во храмот, предупредува дека тој навру ќе се замени, ќе рече, ќе ме барате и нема да ме најдете. Ќе одам таму каде што вие не можете да бидете. И пак почна да се прашуваат што сака да каже. Со други зборови, Христос им рече, ова се последните чукања на вашата врата. Последните очукувања. Што? Ке замре сето тоа. Затоа барајте. Времето лета, се повеќе и повеќе се доближуваме до неговата слава. Да бараме Бог да ни дава мудро, сила, желба. Времето, нашето време да биде Божото време. Да го живееме на начин кој што ќе донесе навистина слава, вечна слава. Може би некој се мисли, јас сум млад и уште време. Никој не знае. Кои се последните очекувања? Никој не знае. Ние сме потресени од трагедијата што се случи во Кочни, млади човечки животи се отидоа. Но не се потресуваме од фактот што секој ден и млади и секакви човечки животи се одат во пеколот. И тоа е страшното. Тоа е навистина страшното. Зашто што е да се случи на земјата? Каква и трагедија да дојде на земјата? Која телесно го човекот оштетува. Нема ништо пострашно тоа човек да си замине во пеколот. Дури и на стари години. Затоа да живееме така што мудро да живееме. Според примерот што го даде Христос, следејќи го Божиот начин, може да води кон страдање, може да води кон благослов. Се е благослов. Важно сето тоа носи слава на Бог и нашата вечност исто така е натрупова со слава. Нека Господ ни дава мудрост за тоа да бараме од Него, да го живееме нашиот живот, нашето време кое е Божјо време, нашиот живот кој е Божји живот за нас. И така да се доближуваме со надеж кон таа слава која не очекува. Да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме и за ове предупредување што ни ги даваш, да имаме мудрост. Мудрост е во тоа да го живееме времето што ти го имаш за нас, водено од тебе, да го разпознаваме, да ни даваш, Господи, чувствителни срца, да ни даваш чувствителен ум за Твојот збор, да ни даваш, Господи, вера во покорност, да ја вршиме Твојата воля, независно од тоа што носи. Да не бидеме водени од опасностите, од стравот од опасностите, или да не бидеме водени од удобството, туку да бидеме водени од она што ти си ни го открил, дека е Твојата воля за нас, дека е исполнување на Твојот план. Не дозволувај, Господи, безсмислено, празно да го трошиме, да го пропастуваме времето, туку тој скапоцен дар, Господи, најскапиот од сите овдека на земјата, да го инвестираме во нешто кој ќе трупат богатства за целата вечност и кои ќе пренесуваат слава на Тебе. Прости ни, Господи, за тоа што многу пати безсмислено сме го трошиле времето. Прости ни, Господи, за тоа што сме се сообразувале со светот, сме живееле според таа динамика која носи телесни задоволства, телесни наслади, а не она што користи за Твоето царство. Затоа, Господи, дај ни мудро да се учиме од таквите пропуштени мигови
и копнеш со надеж дека ти даваш секогаш нова милост и благодат со која не обновуваш, да живееме понатамо, движејќи се поблиску до Твојата слава, да го користиме тоа време што ни остава на вистина да пренесуваме слава на Твоето име, да ја вршиме Твојата воља. Го бараме, Татко, сето тоа во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој не добриот пример за тоа како животот го живееше по патот што Ти го одреди, небесен Татко, на начинот кој што Ти го одреди. Нека тој пример не подсетва и преку Светиот Дух не уживува. Нека слава сега на Тебе, Татко, во сите векови во Христовото име. Амин. Епа сега да го славиме.